Македонија се празни со население, но во исто време се полни со новоизградени станови. Последните податоци покажуваат дека е зголемен бројот на дозволите за нови градби. Во септември се издадени 314 одобренија за градење, што споредено со состојбата од пред една година е повеќе за 6,1%. По бројноста на дозволите предничи Полошкиот регион, а потоа следи Скопје. Сепак на просторот во и околу главниот град ќе бидат изградени најмногу станови, 332, додека во Полошкиот регион се предвидени 150. Ова зголемено градење ќе ги намали неподносливо високите цени на становите или не. Во Скопје веќе има станови и по цена од 3000 евра по квадрат. Прашање е како младите ќе стекнуваат свој кров над глава за да формираат своји семејства. Време е државните органи посериозно да се бават со овој проблем. Владата најави изградба на државни станови што ќе се продаваат по поевтина цена. Докаде е таа работа? Можат да се донесат и други мерки и за тоа треба да се побрза. Оти младите брзаат да ја напуштат Македонија. Преспанското езеро веќе неколку години полека исчезнува. Водата е на рекордно мало ниво, а надлежните малку прават сето тоа да се надмине. Вчера, како што беше кажано, водена од желбата за заштита на езерото, претседателката Гордана Силјановска-Давкова ја посети општината Ресен. Повеќе од 15 представници на Министерството за животна средина и просторно планирање, УНДП, невладиниот сектор и други државни и локални институции ги образложија причините за алармантното намалување на нивото на езерската вода. Сите констатираа дека состојбата е алармантна, но кои се решенијата е главното прашање. Верувам дека има решенија, само треба да се чујат. Сите треба да се впрегнеме за она што е остварливо, навистина да стане реалност, а не само посакувана цел, истакна претседателката Силјановска-Давкова. Кога ќе се најдат, чујат и потоа спроведат тие решенија, засега не е познато. Познато е само тоа дека времето врви, а езерото исчезнува. Од викендов стартува законската одредба за задолжително поседување зимска опрема во автомобилите. Ги подсети денес Министерството за внатрешни работи возачите. Автомобилите до 3500 кг треба да имаат зимски гуми со најмалку 4 мм длабочина на шарата или летни гуми со синџири за снег во приборот. За потешките возила и оние со погон на сите 4 тркала минималната длабочина изнесува 6 мм. Од МВР апелираат возачите навреме да ги подготват своите возила за зимски услови со цел да се обезбеди безбеден и непречен сообраќај во наредните месеци. По воведувањето на американските санкции врз рускиот нафтен гигант Лукойл и пропаѓањето на неговата продажба, претседателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски денеска соопшти дека се бара решение за 550 вработени во македонското представништво на оваа компанија. Имав средба со представникот на Лукойл Македонија и тој ќе ги превземе сите мерки за тие луѓе да не останат без работа. Значи Лукойл може и понатаму да работи и да обезбедува нафтени деривати. Досега најголем дел обезбедувал од Бугарија, но може да обезбедува и од други земји, така што во тој дел треба да му дадеме шанса и понатаму да работи. Не мора да се снабдува со деривати обезбедени од руски рафинерии, рече Бислимовски. Лукойл во земјава има 40 бензински пумпи и 10 резервари со вкупен капацитет од 8320 кубни метри. Родителите на загинатите деца во пожарот во дискотеката Пулс за во сабота најавија протестен марш во Скопје и побараа поддршка од граѓаните. Марш на ангелите ќе почне во 12:05 часот на плоштадот Македонија, од каде што ќе продолжи пред собранието и пред основниот кривичен суд Скопје. Нашите деца умреа на 16 март. Не бараме од вас милост, бараме да ни се придружите во борбата за правда, затоа што нашите деца го заслужуваат тоа. На 15 ноември маршираме во Скопје за вистината, кажаа дел од родителите во видеопорака. Инаку судењето за оваа трагедија е закажано да почне на 19 ноември.
И покрај многуте жртви и тешко повредените лица на македонските патишта, значаен дел од возачите продолжуваат да се неодговорни и силно ги прекршуваат сообраќајните правила. МВР лепи казни, а во последно време и приведува такви возачи. Во тој правец вчера полицијата лишила од слобода шофери во Ресен, Кичево и Богданци, кои управувале возила под дејство на алкохол или со брзина многу поголема од дозволената. Во Ресен, полициски службеници вчера лишиле од слобода 40-годишни кој имал 1,56 промили алкохол во крвта. Исто така вчера кај Кичево сообраќајците привеле 38-годишни кој возел со брзина од 107 км на час во населено место каде што максимално дозволената брзина е 50 км на час. Ноќеска е приведено и лице од Богданци кое имало дури 1,86 промили алкохол во крвта, пошто веднаш било исклучено од сообраќај и задржано во полициска станица. МВР најавува дека против нив ќе бидат поднесени пријави за безобзирно управување со моторно возило. Колку сето ова ќе влијае на смирување на збеснатите возачи, ќе покаже веќе утрешниот полициски извештај. Сепак и без казни свеста кај возачите мора да проработи. Младите македонски боксери Ален и Адриан Рустемовски и Јоаким Јовановски по успешниот настап на македонските представници и двата освоени медали на Европското првенство до 23 години беа примени од министерот за спорт Борко Ристовски. Ален Рустемовски го освои сребрениот медал во категоријата до 57 килограми, а неговиот брат Адриан Рустемовски се закити со бронзен медал во категоријата до 60 килограми. Министерот Ристовски најави дека и во иднина ќе им дава поддршка на македонските боксери кои го афирмираат македонскиот спорт на европската сцена. Загинаа сите 20 членови на екипажот на турскиот воен транспортен авион кој се урна синоќа на границата меѓу Грузија и Азербејџан. Турскиот претседател Реджеп Таип Ердоган изрази длабока тага и сочувство до семејствата на жртвите. Во нашите молитви сме со нашите маченици, рече Ердоган. Во жестока покотница на кружен тек во близина на аеродромот во Тирана вчера попладне убиено едно лице, а едно е тешко рането. Напаѓачите отвориле оган од возило во движење кон друго возило во кој се возеле нападнатите. Бота СОТ објави дека убиениот е идентификуван како Гилмано Дани, за кого се тврди дека бил десна рака на криминалниот шеф Сулази, кој во минатото е поврзуван со изнуда и трговија со дрога. Градското собрание на главниот град на Хрватска усвои резолуција со која го повикува градоначалникот да превземе мерки за спречување на употребата на фашистички и усташки символи, слогани и пароли, вклучувајќи го и за дом спремни на сите јавни површини и настани кои се под надлежност на градот. Градските советници со ова сакаат да се заштити јавниот простор од пораки што поттикнуваат омраза и насилство. Градоначалникот на Загреб изјави дека употребата на усташки символи во градските простории ќе биде забраната, но дека концертот на Марко Перковиќ Томпсон, познат по промовирањето на усташите во своите песни, сепак ќе се одржи на 27 декември, бидејќи претходно е потпишан договор. Во украински напади со беспилотни летала од јануари до крајот на октомври оваа година, во Русија се убиени 392 лица, меѓу кои 22 малолетници, објави Руското министерство за надворешни работи. Според руското МНР, беспилотните летала станале едно од главните средства на Киев за напад врз цивили. Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека најавената па одложена средба меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин во Будимпешта се уште е на дневен ред и оти разговорите меѓу руската и американската делегација моментално се во застој по прашањето на украинските територии. Орбан истакна дека Унгарија до одреден степен е вклучена во преговорите меѓу американската и руската делегација и дека тој не се откажал од својата мировна мисија за Украина, користејќи ги своите врски со Русија и САД. Венецуела се подготвува за напад од САД, распоредува оружје, воена опрема и планови за герилски отпор.
Американскиот претседател Доналд Трамп претходно ја покрена можноста за копнени операции во Венецуела, велејќи дека копното ќе биде следно по нападите врз бродовите за кои Вашингтон тврди дека се користат за трговија со дрога. Претседателот на Венецуела Николас Мадуро изјави дека граѓаните и војската ќе се спротивстават на секој обид за соборување на владата. Инаку деновиве во Венецуела слетаа неколку големи руски воени транспортери. Десетици демонстранти од редовите на староседелските заедници во Бразил се пробија низ безбедносните бариери на климатскиот самит СОР 30, барајќи поенергични акции против уништувањето на шумите и заштита на земјата на нивните предци. Тие се судриле со обезбедувањето на влезот во комплексот на Обединетите нации во Белем, каде што многу делегати од целиот свет присуствуваат на климатските разговори. Тие барале крај на експлоатацијата на нафтата и рудниците во Амазонија.